Сведоци сме дека се уште во нашиот менталитет, што потсвесно, што наметнато од традиционалното воспитување од нашите родители, и ден денес повеќето професии се делат на машки и женски. Кога ќе се спомене поимот пчеларење, веднаш не асоцира дека со ова се занимаваат мажите, но не е така. Една од малкуте жени пчеларки е лоцирана во македонска Каменица, која без проблем ги извршува сите потребни активности околу одгледувањето на пчели. Во мојот живот, значи, никогаш немало машка, женска, значи секој пат сум сакала да рушам стереотипи. Јас сум растена, значи сум родена во село, живеа до 12 години во село, значи сум идела и овчари, сите тие работи сум ги вршела, значи бев секојаш физички активна. Пчеларството можеби е машка професија повеќе затоа што некој пат изискува, значи, физичка сила. Но јас сум го работам тоа. Целата приказна започнува со сосем случајно виден настан на Facebook дека има предавање за пчеларство во Каменица и од љубопитност го посетува и како потенцијална кандидатка за пчеларка таа добива бесплатно една наследна конференција уште една пчела и така започнува да навлезе сериозно во тој сектор. Јас ова ми е 4-та година правично, значи со пчеларство, значи немав претходно никакви познавања. Значи прв пат отидов на пчеларско предавање, случајно видов на Facebook дека има, значи, во Каменица пчеларско предавање, значи јас немав тогаш ниту една пчела, никакви познавања од пчеларство, отидов на тоа предавање, заслужав пак наредно. И значи праша, викам, дали има колку чини една пчела, да ова она, значи такво за да се купам во иднина. Вика, ние даваме на почетници по една пчела, значи тогаш имаш некој проект, значи на 12 или не знам колку души, значи почетници им дадоа по едно пчелно семејство. Значи моето прво пчелно семејство е од Екокамет, од Каменичкото здружение на пчелари. Тогаш исто разбрав дека претходната година имало, значи, обука за млади пчелари на Брегалничкиот регион. И така да, значи, ја го со нетрпение го чекав огласот кога ќе биде да се пријавам за таа обука. Се пријавив и, значи, следните 3 пчелни семејства јас ги, значи, ги добив од таа обука, пошто ние платевме котизација за таа обука, бевме 18 души од цела Источна Македонија. Од машки и женски не ми текна од прилика, значи застапено исто, значи од македонска Каменица јас бев и уште една жена и еден дечко, значи бевме заедно на таа обука и сите продолжиме со пчеларство. Со средства од грантови за невработени во износ од 10.000 евра неповратни пари, во моментот има околу 60 пчелни сандаци. Моментално имам, значи, околу 60 и неколку пчели, значи пчела што се вели никој пат не ја знае точната бројка, затоа што овој период нема никаква работа на нив, не треба да се вознемируваат пчелите, можеби некое пчелно семејство угинало, така да бројката е околу 65 пчелни семејства. И, значи, таа бројка имам од оваа година, затоа што аплицирав 2018 година, имаш оглас за млад земјоделец за неповратни до 10.000 евра, така да, значи, јас аплицирав тогаш, зимото имавме одговор на таа апликација. Оваа година го реализирав, значи, ги набавив ова опрема, сандаците, роевите, друга опрема што ми е потребна за пчеларство. И така да се надевам дека ќе продолжам успешно да пчеларам. А идејата е да може да ги искористи сите бенефити од пчелата. Да, значи јас минатата година аплицирав на некои, значи неуспешно, не ми одобрија, значи за апикомора такви работи, значи имам тука замисла, значи јас имам овој пчеларник и уште еден пчеларник, значи на 2 места ги чувам пчелите, значи размислувам, овде кај што, значи ова е, да речеме, моја фамилиарна, значи земјиште, ова тука. Така да, сакам, значи, малце да го направам туристички атрактивно, значи да изградам апикоморот, што, значи, едноставно тоа може да биде рециклирано дрво од палети, било што, значи, не е некоја си скапа инвестиција, мора да има сепак, значи, посебни инхалатори што ќе бидат до нас, значи, да го примаме. Воздухот од кошницата на пчелите е многу здрав, тоа мешавина од полен, матичен млеч, да, претходно го заборавив, матичниот млеч, значи, во производите од пчеларство. Тоа, кога ќе го проба човек, има некој си вкус, значи, благо киселка со соле, значи, некој така, али е многу здраво. Така, значи, исто скапа работа, значи, да речеме, така да планирам јас во иднина, значи, да имам тука апикомора, значи, мала куќичка кај што можам јас да преноќам, гости да би преноќиле
овде има значи вода и оваа страна, ова значи планирам веќе значи се погрижив околу водата да излезе тука да имам вода. За успех во било кое поле, професионално или пак приватно, потребна е голема амбициозност, упорност и пред се големо трпение за да се оствари целта. Е една од многуте пораки кои ја Снежана Илиевска ги сподели со нас, а имитувањето на целосниот разговор проследете го во емисијата Интерактив, што е на нашата програмска шема, веднаш по вестите во 16 часот. За Емнет телевизија од Македонска Каменица, Благојчо Костадинов.